Што правиме сега? Ние работиме со пензионери, молиме на дневници, каде што не имат ефектива тоа. Квалитетот го изгубивме. Средношколци, безработни, искуство и пензионери ќе спасуваат и оваа туристичка сезона покрај Охридското езеро, огласи многу слободни работни места како никогаш досега, но слаба заинтересираност. Нема угостителски објект или хотел кој не бара работници, од готвачи, келнери, шанкери, рецепционери, пекари, сладкари, собарици. Ние дополнуваме отприлика околу 60 вработени со вработување на сезонски карактер. До сега сме стигнати до бројка отприлика околу 20, што значи уште 40 луѓе ни фалат за да може да го пополниме тој минимален обем потребен за оперативни активности. Младите заминуваат за Хрватска или Германија, каде се нудат повисоки плати и подобри услови, но некои имаат предлог како тоа да се спречи. Сето тоа мене ми е многу смешно. Нека се стегнат газдите, нека дајат плата, децата ќе останат овде и готова работа. Платата е многу битна. За да ги задржиме нашите кадри тука, треба да ги платиме, па не мора да имаме многу профит. Смали си од профитот, дај му на вработените и нека континуирано работи и сите објекти. Спасот го гледаат и во промена на образовниот систем со практична настава 2 дена неделно и задолжителна работа од најмалку 30 дена во текот на летото. Место да ги образовуваме кадриве и да му даме практичен дел, ние ги изгубивме со летен одмор, со распусти, каде што не се искористени како работна снага, а може голем придонес да дадат во вработувањето. Тука треба брзо да се реагира, да се разговара, затоа што навистина дека овие проблеми година за година се поголеми се. За сега, велат хотелерите, не може да се размислува за плати од 1000 евра во туризмот. А тој личен доход ние во Македонија не можеме да го обезбедиме, затоа што ако разговараме за цена која што се движи од 30 до 40 евра, ние не можеме да постигнеме цена од 70, 80 до 120 евра, за да постигнеме личниот доход кој што го нуди хрватскиот пазар. Да стигнеме да плаќаме ние 1000 евра, прво треба структурно да се направат реформи во државата, во туризмот и во градот и општината. Значи, ние имаме проблемот непостоење на добра патна инфраструктура, не постои железница, единствен момент на премостување на можност на доаѓање на гостите е аеродромот. Значи, наредните 20 години треба да се стремиме да го стигнеме нивото на Хрватска, на плати. Проценките се дека недостасуваат неколку илјади работници во туристичкиот сектор. Неодамна се организираше и саем за вработување. Дека имаме околу 2000 на кои можеме да рачунаме млади студенти, да кажем, и невработени лица во Охрид од таа струка. Ако успееме да некако ги мотивираме и работодавачите да даваат што, да кажем, повисока плата, да се преваруваат за секој вработен, мислам дека ќе пробаме да го спречиме до одредено ниво одливот на овој кадар. Дури 70% од локалната економија во Охрид отпаѓа на туризмот, но досега нема институционални решенија или организиран механизам што може да ги помогне локалните бизниси, вели Димитровски. Но и покрај овие проблеми, очекувањата се дека престојната туристичка сезона ќе биде подобра од минатите две, како по бројот на гости, така и по остварени ноќевања. Гостите од Холандија, Полска, Турција, Србија ќе бидат најбројни и покрај повисоките цени на туристичките аранжмани за 15 до 30%. Од Охрид за Гласот на Америка, Мики Трајковски.